Поради зголеменото загадување на воздухот, зимскиот распуст на сите ученици од државните и приватните основни и средни училишта е продолжен до утре. Одлуката која ја донесе Министерството за образование и наука во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство ја почитува и општина Тетово, од каде што додаваат и дека се е подготвено за успешен старт на второто полугодие во среда. Училиштава, основните средните, па и градинките за време на зимскиот распуст. Има еден активен распуст, се каже, многу се работеше во сите училишта. Од страна на органите на училишта беа реализирани сите оние јавни набавки кои што се потребни за овој годишен период. И училишта веќе од вчерашниот ден беа 100% подготвени за почетокот на второто полугодие. Во текот на попланата не пристигна и известувањето од страна на владата на Република Македонија дека поради загаденоста на воздухот ќе се продолжува распустот за 2 дена. Ние тоа го почитуваме и во текот на денешниот и утрешниот ден учениците се на продолжен зимски распуст и од среда повторно ние подготвени го очекуваме почетокот на второто полугодие. И од тоа што е реализирано, сите овие инвестициски активности, снабдување на училиштава со материјали кои што се потребни за подигање на квалитетот на образовниот процес, ќе имаме и една поуспешна второ полугодие, што ќе влие директно на квалитетот на образованието во училиштето во Тетово. Исто така и секторот кој што е надлежен за комунални дејности, работеше во исчистување на прилазите од снегот, кој што се знаете дека имавме еден многу ладна, студена зима и обилни снежни врнежи. Сите прилази во основните средните училишта, па руралните училишта и оние кои што се во високите предели од Шарпланина се исчистени прилазите. Се снабдени со нафта и со дрва училиштава. Тоа подготвено го очекуваат второто полугодие и оние проблеми што беа од технички природи поради недостаток на нафта и на грејни на дрва од пред 6-7 години, тие се веќе минати периоди за Тетово и веќе Тетово оние периоди на кои што били од некоја минато време веќе не ги има. Ние сме посветени само на подобрување на квалитетот на образовниот процес и на модернизација на целокупниот образовен процес во Тетово. Инаку во среда во училишните клупи во тетовските училишта ќе седнат 16.573 ученика, од кои 6.644 средношколци и 9.929 основци. Државните институции и јавните предпријатија да ја намала до 50% употребата на службени возила. На работодавците пак им се препорачува да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прилежан миокарден инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар. За лицата кои работат на отворено, работното време треба да биде од 11 до 17 часот. Ова се дел од препораките на владата, откако во 2 последователни дена беше надминат прагот на алармирање на суспендирани честички во воздухот, односно надминување на вредноста од 188 микрограми на кубен метар. Тетово е еден од градовите каде се надмина прагот на штетни честички во воздухот. Препораките се добри, но не доволни за да се реши проблемот со аерозагадувањето, велат од Сдруженијето Екогерила. Отаму сметаат дека треба да се воведат порадикални мерки, особено против големите аерозагадувачи. Класификацијата што побрзо да се направи, поради тоа што домаќинствата кои се греат на дрва низ целата територија на државата исто така загадуваат многу. Природниот газ нормално значи дека ќе го намали уште повеќе загадувањето. Друго, јавниот превоз што му фали на Тетово, Скопје го има, но го има без некакви стандарди еколошки, значи треба тоа да се стандардизира што порано е толку подобро. И исто така значи треба инспекторатите, државниот и локалниот инспекторат треба
да ги покажат малце повеќе забите и да им пишуваат казни на загадувачите кои ги пријавуваме секој ден, не само ние во Тетово, него ни целата држава. Гледаме по социјални мрежи дека ги пријавуваат секој ден многу голем број на загадувачи, но истите сепак работат често пати без дозволи, како што е случај во Велес. Рече Аријани Џаферио де Когерила. Граѓаните пак сметаат дека ниту државата, ниту општината не презема соодветни мерки против аерозагадувањето. Мери? Ништо. Не излагаме, само што е ургентно, тоа да, иначе седиме дома. И прозорите не ги отвараме често. Например, доле кај рекава, тamo има и џубриња и тоа. Кога се запалят тие, више не смее да се отварат прозорите, иначе не се седи и внатре тогаш. Очекувавме почист воздух, али тоа е тоа. Ложи разни пелети. Истакнаа тетовци. Тетови во време кога е прекриено со снежна покривки дува ветер, пак е меѓу најзагадените градови во Македонија. Над 350 лица во Гостивар и Гостиварско минатата година се вработиле преку некоја од владините мерки за активно вработување. Надлежните ја оценуваат 2018 како една од најуспешните години кога е во прашање спроведувањето на ваквите мерки. Од Центарот за вработување велат дека за гостиварци најатрактивно било само вработувањето со грант, што предвидува 5000 евра неповратни средства за отворање на сопствен бизнис. Кај работодавачите пак голем интерес имало за добивање на субвенции за плати. Најголема бројка и поголемо за интерес има за мерката самовработување со грантови, со неповратни средства, каде во агенцијава во Гостивар прошлата година регистрирале фирми и се ангажирале 86 невработени лица, од кои сите добија грант од 5000 евра неповратни средства со услов 2 години да го задржи фирма во отворено и плюс тоа 17 лица дополнителни вработувања. Освен тоа имавме една активна мерка субвенционирање на плати. Значи секој правен субјект кој сакаше да вработува нови невработени лица користиле финансиски средства од по 19.000 денари, значи бруто плата за 12 месеци, кои еднократно ги добиле тие пари и се вработиле 79 невработни лица кои со услов да се задржи на работа 30 месеци. Уште 18 месеци фирма го освен овие помошта од агенцијава. Огласите за користење на парични средства за отворање на нови работни места или бизниси за 2019 година се очекува да бидат објавени кога ќе се донесе оперативниот план за вработување. Според најавите, оваа година ќе има зголемување на финансиите за таа намена. Годинава се очекува нов оперативен план за 2019 година, кој е зголемен сумава за и поголем број опфат да има тук работни лица. Меѓутоа се чека од втори месец или до 15 втори да бидат донесени оперативен план и да почнеме се огласили за пријавување на нови работни лица. Лани во Гостивар се оствариле и 17 вработувања на инвалидни лица, додека 4 невработени биле ангажирани за лични асистенти на лица со посебни потреби. БС Алијансата за албанците се согласуваат со барањата на движењето антикоцкање. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села, кој попладне воствари средба со движењето антикоцкање, смета дека објектите каде се приредуваат игри на среќа треба да бидат оддалечени 3 километри од населените места. Бидејќи освен законот што треба да се смени, мислам дека и власта и владата треба посериозно да ја сфати ова работа. Зборувавме и околу феноменот на диви апарати нерегистрирани кои функционираат по подруми и така натаму. Многу е важно во врска со овие феномени да профункционираат Министерството за внатрешни работи, инспекциите и сите институции што ги има државата, бидејќи било каков закон да донесеме, ако институциите не функционираат,
нема да ја излечиме општеството од овој феномен кој се вика игри на несреќа, нели, во право е, и кој повеќе од све придонесува за да прорасне криминалот во едно општество. И мислам, кога зборуваме за криминал, не е некакво образложение фактот што се над 6000 вработени во овие институции кои се игра на што се викат игри на среќа. Истакна Зијадин Село од Алијансата за албанците. Од движењето антикоцкање неодамна рекоа дека политичките партии не покажуваат интерес за нивните барања, од чии парламентарни групи зависи каков закон ќе се донесе. Од ДУИ претходно истакнале дека објектите каде се приредуваат игри на среќа треба да бидат одлечени 500 односно 1000 метри од јавните институции и училишта. Двете најголеми партии ВМРО, ДПМН и СДСМ пак за сега не покажуваат интерес за предлозите на антикоцкање. Дојдовме до заклучокот што дефинитивно веќе вие и слушнавте, ми и дадовме нашите забелешки, нашите барања и од протестите што произлегува 21 декември и заклучокот е едно, че ние сме задоволни и ќе бидат прифатени нашите барања и побаравме фактички кога ќе се изгласа, односно кога ќе биде јавната дебата, да бидат вклучени активно и да се донесе што подобар закон. Што е со БЕС оставили, така? Да, овие 2 дена имавме средба и со БЕСа, така што сме задоволни од средбата и ни се дава поддршка. Од утре имаме средба со господинот Али Ахмети. Истакна Џемал Абди од движењето антикоцкање. Во Тетово има голем број казина и обложувалници, кои не го почитуваат и постојниот закон за игри на среќа, а надлежните ретко преземаат мерки против прекршувањето на овој закон. Од движењето антикоцкање бараат државата да одвојува 5% од буџетот кој доаѓа од игрите на среќа за реновирање на објекти од јавен интерес и да се изготви национална стратегија за едукација на учениците и сите граѓани за штетите кои ги предизвикува коцкањето. Отаму најавија нови протести ако претениците не ги прифатат нивните барања поврзани со подготовката на новиот закон за игри на среќа. Напад врз полициски службеник, опожарено возило и нарушување на јавен ред и мир со прегласна музика се настаните од полицискиот билтен регистрирани вчера вечер во Тетово. Околу 21 часот преземајќи службени дејствија на улицата Маршал Тито, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово забележале 4 машки лица од кои побарале да се легитимираат. Лицата не застанале и продолжиле да се движат, додека еден од нив, 24-годишниот АБ од Тетово, почнал агресивно да се однесува кон полициските службеници. Лицето било приведено во полициска станица и по целосно расчистување на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Околу 2 часот пополнок било пријавено дека од угостителски објект на улицата 133 во Тетово се слуша гласна музика. Во објектот со фонометар биле измерени 73,3 децибели или 20 на повеќе од максимално дозволените. На сопственикот на објектот, 38-годишниот ГК од Тетово, за констатираниот прекршок му била изготвена соодветна пријава. СВР Тетово информира и за случај на опожарено возило. На улицата Илинденска од засега непознати причини се случил пожар во паркирано патничко возило, Ауди со тетовски регистерски ознаки, сопственост на 44-годишниот МТ од Тетово. Полицијата извршила увид на местото на настанот. На програмата на телевизија КИС денес по завршувањето на регионалните вести ќе имате можност да ги проследите репортажите од прославата на водици во Тетово, Гостивар, Челопек и Стенче. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 од полној се зголемуваат за 2,5 денари, на Евродизел за 3,5 денари,
а на екстра лесното масло за домаќинство за 4 денари од литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Литар Евросупер БС 95 ќе чини 61 денар, Евросупер БС 98 ќе изнесува 63 денари, Евро дизел 58,50, а екстра лесното масло за домаќинство 47,50 денари. За 3,573 денари поскапува и мазутот М1 и 1 килограм ќе се продава за 29,522 денари. Денес имавме претежно облачно време со магла по котлините. Температурите се движеа во интервал од -5 до 4 степени Целзиусови. Утре не очекува облачно време со повремени врнежи од дожд и снег на пониските места и само снег на планините. Ќе дува умерен повремено засилен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат од -1 до 1 степен Целзиусов.